Почитувани ученици, јас сум Иле Мишевски, наставник по физичко и здравствено образование во основното училиште Страшо Пинџур, село Малокоњари, општина Прилеп. Денес, како наставна единица за прво одделение, ќе ни биде да се запознаеме со гимнастичките справи, а тоа се нискиот разбој, ниската греда и рипстолот. Што представува гимнастиката? Гимнастиката е спорт во која се изведуваат физички вежби за кои е потребна комбинација на физичка сила, брзина и кондиција, каде што се развиваат моторички вештини и способности како што се флексибилност, спретност, сила и издржливост. Сите овие способности заедно се вклопени со акробатски вештини кои ги изведуваат подеднакво и машките и женските во своите дисциплини каде што се надпреваруваат. Нискиот разбој. Дисциплината разбој содржи вежби кои главно се состојат од скокови во воздух, кружења, поместувања и движења под и над две паралелно поставени шипки на утврдена висина од 175 см. На оваа висина, разбојот од 175 см се користи во професионалната гимнастика, но за училишни вежби, активности го користиме нискиот разбој, кој што е соодветно изработен за учениците за наставата по физичко и здравствено образование од прво до петто одделение. Гредата. Гредата е изработена од дрво со метални делови кои што се пластифицирани и заштитени со гумирани навлаки. Служи за правење гимнастичарски вежби. Например, одење по неа, скокови од гредата, вртење на гредата и многу други различни гимнастички елементи. На сликите можете да погледнете како изгледа една ниска греда. Рипстолот. Рипстолот е составен од 16 дрвени скалила со должина од 90 см и висина 260 см. Рипстолот е наменет за изведување на вежби за рацете, трупот и нозете, одредени гимнастички вежби, исто така може да послужи и за изведување на корективни гимнастички вежби, како и качување и синување од него. На сликите можете да видите како изгледа рипстолот. На втората слика имаме поставено и додатен елемент кој што може да ни послужи за изведување најразлични гимнастички вежби. И благодарам на вниманието и се надевам дека повторно ќе се слушнеме на наредниот час. Довидување.